Здраво на сите и добре дојдовте во нашата прва епизода од Енигма Глас. Ова е подкаст во кој ќе го истражуваме, ќе го објаснуваме целиот Енигма екосистем. Но ќе зборуваме и за малку пошироки теми, како што се хуманизам, уметност, мотивација, па и филозофија и модерна технологија. Драго ми е што конечно почнуваме. Мислам дека денешната задача ни е баш клучна. Затоа што треба да одговориме на едно навидом едноставно прашање, ама сушност е многу длабоко. А тоа е, што е всушност Енигма? Не зборуваме за некоја обична веб страница, туку за идеја што ја опишуваат како хумано движење. Тоа е голема изјава. Па ајде да видиме што се крие зад неа. Апсолутно. Ајде да го отпакуваме тоа. Кога некој прв пат ќе отвори главната страница enigma.codeberg.page, што всушност гледа? Првиот впечаток е дека, има многу информации, многу насоки. Како човек да се снајде во тој, како што го нарекувате, екосистем? Најдобриот начин да се разбере е да се замисли како еден дигитален град. Имаш, да речеме, универзитет, имаш библиотека, уметничка галерија, плоштад каде што луѓето се среќаваат. Хуманистичката школа би бил универзитетот. Таму се курсеви за интелектуален, за духовен развој. Потоа книжевното созвездие е библиотеката. Разни ресурси. Ми се допаѓа таа аналогија. А галеријата, предпоставувам, би бил мултимедијалниот облак, со аудио и видео содржини. А што е со плоштадот, местата за средби? Забележав нешто како УНАП и ЛУНА. Е токму тоа. Тоа се заедниците. Ако ја следиме аналогијата до крај, УНАП е како дигитална наставничка канцеларија, место за професори, за експерти. ЛУНА, од друга страна, е како виртуелно уметничко студио, креативен колектив. Секој дел си има своја намена, ама сите се поврзани со истата философија. И еве тука сакам да застанеме за момент. Затоа што тоа е она што мене навистина ми го привлече вниманието. Пред да навлеземе во сите платформи, морам да ја споменам етичката основа. Читајки за проектот, видов дека креаторот Никола Диопетковски инсистирал да користи бесплатни софтвери и алатки. Но она што е уште поважно е каде е хостиран кодот. На Кодбер. Ова можеби не му значи многу на просечниот корисник, ама во светот на технологијата, тоа е огромна изјава. Огромна. И тоа не е случајно, знаеш. Она што е фасинантно тука е што изборот на технологија е дел од пораката. Кодберг не е комерцијална корпорација како GitHub, например. Тоа е непрофитна организација водена од заедницата, посветена на слободен софтвер со отворен код. Со тоа што кодот е таму, Енигма уште од старт вели: ние сме транспарентни, нашата основа е отворена. Не се криеме зад корпоративни ѕидови. Значи, самата одлука каде ќе живее кодот, тоа е филозофски чин. Не е само техничка одлука. Апсолутно. Тоа е темелот на довербата. Во денешно време, кога сме обкружени со алгоритми што не ги разбираме, со платформи што ги користат нашите податоци, ваквиот пристап е, речи си, радикален. Тоа е ветување дека проектот е воден од принципи, а не само од профит. Добро. Таа филозофска основа е јасна. Транспарентност и етика. Но филозофијата е едно, а изведбата е друго. Како тие идеали се преточуваат во реални, функционални платформи со кои луѓето можат да комуницираат токму сега? Одлично прашање. Моментално, ако некој сака да види што е веќе живо и функционално, има две главни точки за почеток. Првата е токму таа главна истражувачка платформа што ја спомнавме. Таа е централниот хаб. Таму се сите информации, ресурси, линкови, промоции на книги. И тоа е местото каде може да се изрази поддршка. Втората веќе е активна платформа е e-каталог, кој е систем за индексирање и каталогизација на дела, пред се за независни автори. Аха, значи тоа е она што го имаме сега. Но вистинската возбуда, барем колку што разбрав, е во она што доаѓа наскоро. Особено во делот на образованието. Се спремаат 3 нови платформи, така? Да, и тие 3 заедно ја формираат таа хуманистичка школа. Првата е Енигма Free. Самото име кажува се. Таа е отворената врата кон знаењето.
На оваа платформа ќе бидат поставени сите основни лекции, целосно бесплатни. И што е уште поважно, без потреба од регистрација. Само влегуваш и учиш. Чекај малку, да бидеме реални, моделот бесплатно често доаѓа со некоја финта. Ова звучи многу слично на оној фримиум модел што го гледаме на секаде. Ти даваат трошки бесплатно, за да те навлечат да го купиш целиот пакет. Како пристапот на Енигма е суштински поразличен? Тоа е клучното прашање. Разликата е во намерата. Фримиум моделот е маркетинг алатка, дизајнирана да те конвертира во клиент што е можно побрзо. Пристапот на Enigma Free е филозофски. Идејата е дека основното знаење треба да биде универзално достапно, без бариери. Не се работи за тизер, туку за целосни, заокружени, воведни модули. Целта е да се отстранат двете најголеми пречки за учење – страфот од обврска и финансискиот трошок. Ако некој го научи само тоа и е задоволен, проектот ја исполнил својата цел. Значи, не е продаж на инка, туку вистинско ширење на знаењето, а за оние кои сака додат подлабоко? За нив е наменета Enigma Learn. Тоа е целосната, длабинска верзија на школата. Таму ќе бидат напредните модули, видео и аудио лекции, интерактивни вежби, скрипти, целото искуство. Таму учењето станува сериозно и структурирано. И на крај, кога некој ќе го заврши целиот курс, доаѓа третата платформа – Enigma Verify. И предпоставувам дека тоа е системот што му дава тежина на целиот процес. Во свет на дигитални фалсификати, како се осигурувате дека сертификатот што некој ќе го добие на вистина вреди нешто? Јас можам во Photoshop да направам каков било сертификат. Дали тоа е проблемот што Enigma Verify го решава? Токму тоа. Enigma Verify е систем за јавна верификација. Секој сертификат ќе има уникатен код. И преку оваа платформа, кој било работодавач, институција, кој иде, ќе може да го внесе кодот и веднаш да добие потврда. Ова додава слој на кредибилитет и професионализам, што е неопходен ако сакаш образованието да биде сватено сериозно. Добро, образовниот модел сега е многу појасен. Зборувајќи за поддршката потребна за Enigma Learn и за целиот екосистем, доагаме до уште еден многу интересен дел – е-списанието. Кажи ни нешто повеќе за универзумот зборува. Ова е проект кој е, како да кажам, срцето на моделот за поддршка од заедницата. Списанието е веќе достапно и се добива со препорачан придонес. Но клучната поинта е каде одат тие средства. Тие директно ги поддржуваат уметниците и креативците, чии дела се објавени внатре, а истовремено ја финансираат и целата иницијатива Enigma. Овозможуваат да продолжи да создава и бесплатни ресурси како Enigma Free. А моделот на дистрибуција е прилично необичен. Разбрав дека секој број од списанието станува бесплатен за сите по некое време. Да, и тоа е можеби најрадикалниот дел. По 1 или 2 години од објавувањето, секој број ќе биде ставен во јавна архива, достапен за сите за секогаш. Чекај, застани тука, да видам дали добро разбрав. Луѓето кои го поддржуваат проектот со својот придонес, всушност плаќаат за содржината потоа да стане бесплатна за сите останати. Тоа целосно го превртува традиционалниот издавачки модел на глава. Фасцинантно. Токму така. И тоа го покренува прашањето. Зошто некој би платил сега? Одговорот е двоен. Прво, релевантноста. Темите, интервјуата, анализите, сето тоа е актуелно сега. Да чекаш 2 години е како да читаш вчерашен весник. Второ, и поважно, поддршката денес овозможува тимот на Enigma да продолжи да работи 24/7. Без таа поддршка целиот екосистем би се движал многу бавно или би запрел. Значи, тоа е инвестиција во сегашноста и иднината на проектот. А каква е содржината? Што може да очекува некој што ќе го поддржи проектот и ќе го добие списанието? Содржината е исклучително богата. Излегува само еднаш годишно, но на околу 50 на страници и секој број е тематски конципиран. Внатре има се. Од длабоки филозофски есеи, статии за астрологија, па се до анализи на модерна технологија, психологија, авторска поезија, кратки раскази. Има дури и интервјуа. Процесот за добивање е максимално поедноставен.
Се пополнува формулар за поддршка на главната платформа, исписанието заедно со персонализирана благодарница пристигнува директно на e-пошта. Ми се допаѓа тој спој на едукација, уметност и директна поддршка. На главната страница забележав и еден дел што звучи малку технички – стандарди. Мојата прва мисла беше, зарем веќе немаме стандарди како ISSBN за книги? Зошто да се измислува тркалото одново? Каков проблем решава ова за еден независен автор? Прашањето е на место. Проблемот е што постоечките системи, како ISBN, можат да бидат бирократски, бавни, понекогаш и скапи. Особено за автори кои објавуваат дигитално или работат на помали независни проекти, создаваат бариера. Adaptive Book Standard Number е развиен како хуманистички одговор на тој проблем. Тој е лесен, бесплатен и транспарентен алтернативен стандард, дизајниран специјално за дигиталниот независен творец. Значи, целта е да се демократизира процесот на каталогизација, да му се даде на секој автор, без разлика колку е голем или мал, алатка да го представи своето дело професионално. Токму тоа, да се отстрани уште една пречка. Наместо да се мачи со процедури, авторот може бесплатно да го користи овој стандард за неговото дело, да биде јасно означено, транспарентно представено и соодветно каталогизирано. Тој е уште една алатка во служба на независните креативци. И за крај да се вратиме на поддршката. Споменавме дека списанието се добива со придонес. Кои се моменталните опции за некој што сака да го поддржи ова движење и дали има планови за воиднина? Моментално, поддршката може да се изрази на два начина. Првиот е преку пополнување на формуларот на веб страницата, пошто се добиваат понатамошни инструкции. Вториот начин е преку криптовалути за оние кои го преферираат тој, да речеме, децентрализиран метод. Сепак свесни сме дека ова не се наидеалните опции за секого. И затоа, она што е важно да се нагласи е дека од Enigma активно работат на воведување нови, модерни, електронски начини за поддршка. Целта е тој процес наскоро да стане максимално брз, сигурен и безбеден за сите. Јасно е дека Enigma е многу повеќе од збир на веб страници. Ова е еден вид експеримент. Дали може да се изгради дигитален простор кој е воден од принципи како отвореност и хуманизам, а не само од комерцијални интереси. Нуди алатки за учење, простор за креативност и, можеби најважно, создава заедница и нуди поддршка за независни умови. Токму така. И ако го поврземе ова со пошироката слика, ова не е само проект, туку еден модел за тоа како би можел да изгледа интернетот. Затоа, можеби можеме да оставиме едно прашање за размислување. Како ваквите екосистеми, кои се темелат на отвореност, соработка и етика, можат да го променат начинот на кој учиме, создаваме и се поврзуваме во дигиталниот свет? Одлично прашање за крај. Ви благодариме што бевте со нас во оваа прва епизода. Наскоро следуваат и нови епизоди од Enigma Глас, каде што ќе нурнеме уште подлабоко во секоја од овие области. За да не пропуштите ништо, ве покануваме да го заследите нашиот канал Enigma на YouTube. Ке не најдете како @enigma.vizia. До следното слушање.